юрист, ама сепак не можам да ве разберам како може да говорите за развоен буџет, ако буџетот само во неколку министерства има отприлика 3 милиарди 263 милиони или поточно денари, или поточно 53 милиони евра предвидено за градежни објекти, односно згради на различните министерства. Како може да говорите за развоен буџет кој што само за договорни услуги во 3 министерства има 709 милиони денари или 11,5 милиони евра? Она што дополнително не можам да го разберам е како не сметате дека е срамно да се фалите дека конечно после 7 години владење на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери се зголемуваат капиталните инвестиции за 20%. Па и за 100% да ги зголемите капиталните инвестиции во овој буџет, не можете да надоместите за фактот дека во изминатите 7 години ништо не се направи на тој план. И на крајот имам едно конкретно прашање до вас. Ако е толку розова состојбата и ако толку добро ги планирате буџетите во Република Македонија, зошто тоа не се чувствува кај обичниот граѓанин? Зошто ниеден граѓанин во Република Македонија не може да ги почувствува благодетите на вашето владење, освен она мала гарнитура околу вас и околу врвот на ВМРО ДПМН? Зошто во последните неколку години сите граѓани треба да се мислат како ќе ги подмират сметките за струја и за грење кои благодарение на вашето лошо владење се 10 пати покачени во најмала рака? Зошто пензионерите на кои што толку ревносно се фалите дека им ја зголемувате пензијата, а всушност им го давате порамнувањето што секако го добиваат, не можат да си дозволат да го преживеат месецот со таа пензија која што ја добиваат? Зошто малите и средни предпријатија треба да се мислат како ќе опстанат, бидејќи со доаѓање на само еден инспектор добиваат казна каква што не можат да заработат со 10 години работење? Зошто и компаниите кои што во континуитет работат добро во последните неколку години треба да земат кредит за да исплатат плати на вработените, да не говориме да направат реинвестиција? Навистина не можам да разберам, ако толку добро се планирани буџетите, ако толку правилно се користат средствата во Република Македонија, зошто граѓаните тоа се уште не можат да го осетат?